затоа што беше наместен конгресот во Валандово. Јас тоа го кажав пред конгресот, за време на конгресот, после конгресот и го зборувам до ден денеска. Тој конгрес не дозволи слободна волја на делегатите. Се направија 300 акробации за да се постави Мицковски, затоа што се имаше поголем план. Планот го гледаме на дело. Во ВМРО под водство на Мицковски, Македонија има променето име, променет устав. Че не беше доволно, затоа мораше да даде 8 пратеници Мицко, за да се смени името. Но он држи некој баланс. И има тука притисок, пенетрација и баланс. Тоа е задачата. Секој си има различна задача, различна улога, различна роља во различни историски моментуми. Но децата на Никола Груевски сега се ставени околу Христијан Мицковски. Сите. Значи, она приказните дека они се скарани, тоа се приказни на кои што наседнавме и ние. Дека он избегал, не знам што, очигледно беа нешто ќе ми напредат. Тоа е тој корисничко-клиентелистички однос, кој што всушност ја уништи Македонија, односно ја цементираше Северна. И министер на Мицко за полиција беше тој што најавува брзо давање на пасоши за Северна, а сега најавува и 100 евра казна за од 1 јануари кој нема возачка дозвола со Северна. Грција, овие ли се тие луѓе што вика никош Северна само Македонија? Мицковски вас ви се импрегнирани во целиот тој процес. Сега ако може да го расширам светогледот, проблеми со застојат во евроинтеграцијата. Кој е гарант на Мицковски? Груевски, Мјалков? Кој гарантира за Мицковски? Они може гарантираат, ама не сум сигурен дека е доволна гаранцијата. Има нешто подпишано? Тајната служба на ВМРО ДПМН. И он свати дека само јас ги поседувам документите кои што беа уништени и ги немаше во државниот архив. Тие документи јас ги добив како пратеник, бидејќи бев во комисијата за контрола на државната безбедност и агенцијата за разузнавање член. И меѓу другото доста Димовска, не знам зошто, еден ден ме повика и ми даде материјал како министер за полиција и ми рече ова се документи како е следено во ВМРО. Многу легитимно прашање. Каде се тие странски инвестиции? Оти Мицко се пофали у скапа пиар пропагандистичка кампања дека донел инвестиции. Никој не ги видел, никој не знае каде се, негде може би се сечени некакви ленти, конкретни објекти нема. 1500 не знам колку вработувања, каде се? Се прави еден тоталитарен пресврт, каде што е опасно да збориш, што ќе ти направат и така натаму. И втора работа, интелектуалците никој не истражува, никој не пишува. Како дојде 2018 и 2019 до промена на името со учество на 8 пратеници на ВМРО? Како работите се случија и дојдоа до сега? Нели 21 рече во неговата телевизија Алфа Мицковски дека додека е он и вака подстана,